Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Последна за оваа шеста сезона. Оваа емисија започна некаде на почетокот на 2020 година, февруари или март месец, во време на пандемија, која што нели го обседна целиот свет, време на страв, време на паника, буквално на секаде, на многу мртви за жал. А во исто време, тоа беше и време на премиерот Заев и неговата влада, која што за многумина тогаш, а и сега, представуваше символ за нешто погрешно, за нешто што едноставно не треба да не се случува. Во тоа време јас и мојот колега Горан Момировски се разбира, многу размислувавме што и како треба да правиме, како да се вклучиме во целиот процес. Едноставно се согласувавме меѓусебно дека нешто не е како што треба, дека работите не одат во вистински правец, но во исто време имавме идеја и да понудиме некаква опција, некаква алтернатива. И така падна планот, условно кажано, да започнеме со емисијата Заспи ако можеш. Горан Момировски како искусен ја започна прв, после кратко време и јас му се придружив и еве веќе 5,5 години, 6 сезони, оваа емисија е пред вас, почитувани гледачи. Последната година цела, односно целата сезона ја поминав сам, како Горан Момировски замина на друга работна позиција надвор од новинарството. Дали успеавме и дали успевам во мојата намера да бидам искрен со вас, да ви понудам гости кои што имаат што да кажат, понекогаш да ви ги понудам и сопствените ставови и погледи на светот, се разбира е на вас. Ваша е оценката и вие одлучувате за тоа. Вечерва во оваа последна емисија од сезоната можете да се уверите нема гости. Сватете го ова како еден вид на експеримент. Морам да ви признаам, па малку страв ме фаќа, речиси како првиот пат кога застанав пред камерите во другото студио во истава оваа телевизија, затоа што одлучив целата оваа емисија да ја водам сам очи во очи со вас. Нема да биде лесно, не знам до сега дали некој друг направил вакво нешто, веројатно да, но мене ми е прв пат, се разбира. Едноставно сметам дека за крајот на сезоната можам да ви ги понудам собствените гледишта, собствените ставови, па вие одлучете дали ви се допаѓаат или не. Тоа е ретка привилегија, морам да ви признаам, воопшто да водите емисија во Македонија и било каде во светот, емисија која што има свое влијание, која што има своја тежина, е навистина ретка привилегија која што малкумина ја имаат и заедно со неа се разбира оди огромна одговорност. Сега, дали таа одговорност ќе оправдаме или не, тоа е веќе прашање на некој друг кој треба да го одговори поточно вие. Морам да ви признам, и јас, како и сите вие, се носам со стравови, со недоумици, дали тоа што го праваме е исправно, дали работите што ги кажувам и што ги кажуваат моите гости често пати во оваа емисија, може да предизвикаат вознемир, може да предизвикаат погрешно толкување и така натаму. Но сме се одлучили за оваа работа и го правиме тоа што треба. Често пати се прашувам, морам да ви признам, на кого јас му се обраќам. Она што јас го гледам и сега, како и стотици и стотици пати претходно, е само окцето на камерата. Значи не ги гледам десетици и десетици илјади луѓе на кои што им се обраќам секоја вечер. Вие пак гледате лице на човек кој што стои пред вас и се обидува нешто да ви каже. Таа игра малку ја морам да признавам нерамноправна, затоа што целата тежина седи врз моите плеки, вие седите удобно на вашите фотели, на вашите столчиња, се разбира, и се прашувате што му е новој човек и што всушност сака да направи. Но, навистина, верувајте ми, давам се од себе. Имам повеќе теми за кои што сакам да зборувам вечерва. Една од нив се разбира се медиумите како такви и новинарите кои што ја носат својата одговорност во емисиите. Веднаш да кажам овде дека имам неколку чаши со вода, ќе ми требаат бидејќи планирам навистина долго да зборувам. Се надевам дека момците и девојките во режијата
внимаваат од време на време да се менува кадарот на камерата, да не ви биде премногу досадно. Им благодарам за сето тоа што го прават за мене и за оваа емисија сите години наназад. Ви благодарам и на вас, се разбира, почитувани пријатели, можам слободно да кажам пријатели, затоа што на некој начин човек се интимизира кога води вакви емисии. Луѓето на улица, кога ќе те сретнат, луѓе кои што јас воопшто не ги познавам, многу мене од вас воопшто не ги познаа, ми пристапуваат на улици, некои со критики, повеќето со благодарност, знаат да ми ја стиснат раката, знаат да ме прегрнат, дури да ми кажат дека тоа што го праваме навистина добро. Тоа со себе носи една навистина специфична одговорност која што може да разбере само оној кој што е од оваа страна на камерите и кој што мора да се носи со сето тоа што оваа професија го нуди. Новинарството е компликувана професија, немам намера на никого да му го докажувам колку е, сите професии се одговорни, сите професии се важни, секој човек, секоја работа си има своја вредност, но оваа ние што ја работиме е навистина специфична и тешка, затоа што од нас се бара да понудиме нови информации, точни и прецизни информации, да бидеме објективни, а во исто време да не се лажеме, и ние сме луѓе. Кога веламе ние сме луѓе, ние ги носиме сите наши слабости со нас, своите проблеми, своите семејни ситуации, своите размислувања кои што знаат да бидат, се разбира, тешки како и на секој друг човек, а во исто време мораме да бидеме на висината на задачата. Да не забораваме дека секогаш има притисоци од оваа или од онаа страна, знаат да бидат политички, економски, знаат да бидат социјални, дури ако сакате тие притисоци, со кои што морате да се носите, и на сето тоа на крајот да останете човек, на крајот да останете прибран и совесен, и да го работите она што го работите најдобро што знаете, а верувајте ми, тоа воопшто не е лесно. Има во нашата држава многу добри новинари, апсолутно сум сигурен, подобри од мене се разбира, и има и некои кои што веројатно не ја завршуваат работата онака како што треба, тие самите си знаат зошто не сум јас тој што треба да суди, но сакам да зборувам повеќе за медиумската атмосфера во нашата земја. Имаме доволно медиуми, доволно телевизии, доволно радија, доволно социјални медиуми, зборувам за сајтови, зборувам за подкасти и така натаму, и сите тие нудат една цела лепеза на можности за сите вас информации како никогаш порано, а впрочем дури и без медиумите доволно е да го отворите Google или да отворите YouTube или да отворите Facebook и ќе дознаете се што ве интересира. Но сето тоа мора да се на некој начин да се стави, да се вклопи во некаква рамка за да добие логична целина. И тука настапуваат, се разбира, луѓето кои што се често пати на медиумите во вид на експерти, во вид на хроничари, во вид на аналитичари, коментатори. Некои од нив се долго исто така на јавната сфера, би рекол, некои се појавуваат и исчезнуваат, доаѓаат за среќа и нови, и сето тоа дава еден колорит во кој што ние сите уживаме или му се нервираме. Факт е дека има голем број на луѓе кои што се на сите медиуми и кои што изнесуваат ставови, често пати надвор од логиката, често пати надвор од моралот, ако сакате, и етиката, се обидуваат да манипулираат, се обидуваат да нудат решенија кои се само нерешенија, се обидуваат да бе убедат дека црното е бело, а белото е црно, и интересно, добар дел од нив и натаму обстојуваат, и натаму ги бараат по телевизиите, по подкастите и така натаму, и тие ја држат, нели, публиката под известен стрес и го прават она што сакаат да го прават, насочувајќи ве кон одредена политичка гарнитура, кон одредено социјално мислење, кон одреден поглед, дали за прашањата во Македонија, дали за прашањата поврзани со Европската унија, со САД и така натаму и така натаму. Меѓу нив сигурен сум дека има голем број на манипулатори, како што реков, но има и навистина честни и пристојни луѓе кои што навистина сакаат да го дадат својот допринос. Јас имам една замерка за голем број интелектуалци во Македонија кои што не ја осваруваат својата
задача, би рекол, а нивната задача е да се појават на јавната сцена и да го кажат сопственото мислење, особено кога се наоѓаме во тешки ситуации, во кризни ситуации, а ако сме искрени, Македонија живее во тешка и кризна ситуација од самото настанување на современата држава, па практично ни се потребни, да не речам, секој ден. Меѓутоа, некои од нив одбираат да се најдат во својата комфорт зона, да молчат, да гледаат подсмешливо, да иронизираат со пријатели и да не го остварат своето и право, но велам и задача да излезат пред јавноста и да го кажат она што треба во секторот тамо каде што тие се нели професионалци, каде што ја завршуваат својата работа. Од друга страна морам да им изразам огромна благодарност на сите мои гости, стотици и стотици, не знам дали се илјадници, меѓутоа стотици секако од сите сфери на јавното живење. Можам да набројувам доктори, адвокати, судии, правници, професори, метеоролози, не знам, политичари, се разбира, сите, од прв до последен, војници, полицајци, инспектори, сите оние што дошле во мојата емисија и дале одреден белег со кој што помогнале вие да добиете одредена оценка за работите кои што сите заедно не мачат или во најмала рака, еве, не интересираат. Благодарност велам уште еднаш до сите што се осмелиле да дојдат, а благодарност и до тие што не дошле. Ретко се случува, морам да признаам, некој да ме одбие во оваа емисија, навикнат сум на лесно договарање со гостите, можеби поради мојата природа, можеби поради начин на кој што ја водам емисијата, но факт е дека има и такви кои што одбиваат да дојдат. И за жал сметам дека еден дел од нив не доаѓаат од чисто политички причини. Имено постои некаква премолчена одлука или како да ја наречам, дека од одредена политичка партија не треба да доаѓаат во оваа емисија, затоа што нив им асоцира на спротивставени, односно на спротивни ставови од нивните. Оваа емисија е релативно слободна според мене, дури јас, ако ме прашате, сметам дека е една од најслободните воопшто, затоа што навистина дозволувам и сакам да се случи сечие мислење, да се чуе сечие мислење. Дали ќе се согласиме, тоа е сосема друга работа. Често пати трпам и критики поради тоа, ќе дојде одеден гостин кој што не им одговара на, би рекол, на најголем дел од гледачите по сензибилитет, можеби поради негови претходни изјави, можеби поради одредени грешки што ги направи, потоа јас трпам критики, зашто си го викнал тој, што има да дојде. Тој јас сметам дека сите имаат право да бидат дел од оваа приказна, доколку сакаат, доколку можат, доколку се осмелат, бидејќи знаете, кој смее, тој може. Барем така рекол еден познат српски војвода во Првата светска војна, кој што потоа го докажал тоа на дело, победувајќи ја многу помоцната австро-унгарска армија, но тоа е нели историја. Јас, како што знаете, нема да зборувам многу за себе, се разбира во оваа емисија, но знаете дека јас сум историчар по професија, иако ниту еден ден не сум работил во професијата. Веќе 20 на години сум новинар, воопшто не жалам за тоа, но имам блиски чувства, би рекол, за историјата и секогаш ми е драга тема, секогаш ми е важна, особено што историјата, сакале или не, кај нас често пати одигрува и одлучувачка улога. Само да се сетиме на проблемите што ги имаме со соседите, зборувам со Бугарија и со Грција, тие се главно од историска природа. На едните им пречеше името кое што историска на оваа земја, на другите им пречи идентитетот и јазикот, па не можеме никако да се договориме од кога тие постојат. Ние впрочем знаеме од кога постојат, меѓутоа соседите сметаат дека не треба тоа да го прифатат, а не треба да го прифати ниту целиот свет. Во медиумската сфера има простор за сите. Може би звучи чудно, јас не чувствувам никаква конкуренција од никого, затоа што навистина мислам дека секој што има таа привилегија да се појави пред јавноста и има шанса тоа да го направи, треба да се покаже, а многу едноставно кој одлучува дали е добар или не. Во последно време многу се популарни подкастите, така наречените подкасти и подкастерите, која што е релативно нова дисциплина, ако така можам да кажам, во медиумскиот простор. И размислувам често пати за тоа како треба професионалниот новинар кој што работи во
професионален медиум да одговори на предизвикот кој што го нудат подкастерите. Искрено да ви кажам, немам адекватен одговор, затоа што тие можат да си дозволат практично се. Во подкастите можете да видите секакви гости, можат да се отвораат теми буквално од секаква природа, често пати, ќе се осмовам да ја кажам, шундовска, често пати наработна, скандал, што пак од друга страна го предизвикува вниманието на публиката. И тоа е факт. Луѓето едноставно веројатно се уморени од политика, од економија, од постојани стресови, од постојаната тежина на ова што ние како сериозни медиуми во наводници ова го ставам, ви го нудиме и сакаат да чујат нешто полесно. Веројатно и затоа подкастерите, некои од нив имаат огромна публика, немам ништо против. Она што сакам да го напоменам и мене ми е важно е публиката да прави разлика меѓу она што е забава, она што е, ајде да речеме, лефтерно и релаксирано како шоу, од она што го правиме ние, значи разговори на сериозни теми кои што пледираат и на историјата, и на сегашноста, и на иднината. Една многу компликувана работа која што често пати знае да биде и многу напорна, се согласувам, понекогаш и мене ми е напорно. Впрочем, ако ме верувате, јас сум навистина уморен, речиси 11 месеци трае ова сезона. Да, доаѓаат моменти кога ми е преку глава од се, понекогаш имам впечаток дека самиот на себе се излегувам од фрижидер, се разбира, постојано ме имам во медиумите. Понекогаш се прашувам како вие тоа воопшто го доживувате, почитувани пријатели, овој секој ден, понеделник, вторник и среда, лете, зиме, пролет, есен, аман, ке замолчили веќе еднашка. Еве, најавувам дека оваа вечерна емисија е последна за сезоната, па едно месец и неколку дена ќе се одморите од мене, а верувате и мене ми е потребен одмор. Се разбира, медиумските содржини ќе си останат на Алфа, ќе продолжите да гледате тоа што гледате, емисии, серии, филмови, меѓутоа ќе се слободите малку можеби од овој преголем наплив на политика кој што ние го нудиме, не само ние, туку и колегите од сите други медиуми кои што гледам дека исто така веќе се на одмор. Сакам да зборам, велам, за повеќе теми. Една од нив е она која што ужасно многу ме нервира, имено парадигмата македонче. Сметам дека нема ништо погрозно. Ако ме прашате искрено, јас би го забранил зборот македонче. Не за децата македончиња, да се разбереме, тоа е веќе во таа сфера е симпатично, меѓутоа изразот македонче јас искрено би го забранил. Верујте ми, јас по потекло знаете дека сум србин, не сум македонец по род, меѓутоа оваа земја јас сакам затоа што е моја, најмногу на целиот свет. Овде сум роден, овде сум израснат, овде сум образуван, овде работам, овде живеам, овде се родија моите деца и апсолутно чувствувам одговорност и обврска кон истата. И токму затоа се осмелувам да го зборувам ова, иако понекогаш ќе се најде и по некоја буделетника која што ќе каже кој си ти да ни кажуваш. Особено ти имаш презиме Милосављевич, ти не можеш да зборуваш за македонците, што е глупост пар екселанс, меѓутоа не има секакви едноставно и мораме да се сообразиме со тоа. Јас воопшто не се обседнувам ниту оптеретувам со навреди, со критики, критиките дури ги восприемам на најубав можен начин, дури кога се злобни, затоа што се обидувам од нив да научам нешто. Тие критики ми возможуваат да поправам одредени сегменти од мојата работа. Но да се вратам на македонче. Македонче стана синоним за неспособноста на оваа нација. Секогаш кога ќе имаме некаков пораз, дали политички пораз, дали спортски пораз, дали ќе направиме нешто погрешно на меѓународната сцена, дали некој едноставно ќе направи некоја глупост на концерт, дали ќе направиме лош филм, секогаш одговорот на јавноста, македонче, па што очекувате од него? Толку не вредиме, ние сме македончиња. Македонче и што очекуваш? Македонче. Тоа е, за мене тоа е синоним на пораз. Тоа е синоним на признавање на неспособност, признавање дека не бива, дека ние не можеме подобро од тоа. А воопшто не е така. Ова нација навистина е мала, кога зборувам за нација се разбира, мислам за македонците и за сите гајани
на Македонија како држава, бидејќи тоа ја прави нацијата. Навистина сме малку и по територија, и по луѓе, меѓутоа не сме безвредни. И овој збор македонче кој што асоцира на безвредно за мене, простете ако некој не се согласува со мене, навистина треба да се елиминира во најмала рака од јавниот простор. Меѓутоа јас би препорачал да не го користите и воопшто кога разговарате меѓу себе на социјалните мрежи, особено бидејќи таму е најголемите изблици на овој дефетизам ги гледам. Македончето не може, на македончето толку му е силата, така ни е пишано, на никој ништо не му е пишано, почитувани пријатели. Верувајте ми, се зависи од желбата за борба, од желбата за опстанок. Имаме држава, таква е каква што е. Можеме да ја најдеме илјадници мани и веројатно за сите мани ќе бидеме во право. Економски сме нестабилни, соседите ни се такви какви што се, за жал не сме соседи со Данска, Шведска и Норвешка, веројатно ќе беше поедноставно. Големите сили многу не се замараат со нас, а и тогаш кога се замараат не сме сигурни дали се искрени во добрите намери кон нас или само не лажат. Меѓутоа, да бидеме искрени, се зависи само од нас. Ако веруваме дека не бива, ако веруваме дека се е попусто, дека ќе пропаднеме кај да е, а токму тој момент ми го асоцира зборот Македонче, дека ова е привремено, дека само чекаме да се случи некоја нова поделба на картите, во кој што од Македонија не знам што ќе остане, тогаш верувајте ми, тоа и ќе се случи. Само ако сите заедно веруваме во државата, веруваме во себе, веруваме дека сме способни да одолееме на сите предизвици, дека можеме, тогаш ќе престанеме да се плашиме, ќе престанеме да се лигавиме, извинете на зборот, ќе престанеме да плачеме и ќе тргнеме понапред. Бидејќи ова што го правиме е автоблокада, само блокада на секој чекор. Едноставно и така ги учиме и своите деца. Македонче не може. Не може македонец да успее во спортот. Пандев успеал или Панчев станал голем фудбалер во светски ранг, ама тој случајно. Ете еден се нашол, па и тој еден каков и да е. Кирил Вазаров е светска класа во ракомет. Добра, ама ете му се случило. Симон Трпчевски, гениален музичар, неспомнено виртуоз на клавирот. Еден не толку ние. Можеме да создадеме повеќе Симон Трпчевски. Се извинувам што го употребувам името на овој човек, навистина ми е драг и се гордејам со него. Или било кој од овие спортисти што ги набројувам. Имаме врвни актери, имаме врвни доктори, имаме врвни професионалци во сите сфери, имаме професори од кои што навистина боли глава, за кои што не ни знаеме. Имаме бизнесмени кои што се многу сериозни играчи на светските пазари. Практично нема што немаме, меѓутоа оној дефетизам дека сите тие се само исклучоци, дека тие се само грешка во системот кој што всушност е создаден за неуспех, тоа е она што не кочи, тоа е она што не прави слаби покрај другите слабости што објективно постојат. Меѓутоа, ако не се трнеме од оваа парадигма, ако не престанеме да се само сожалуваме и постојано да се обидуваме и себе си и другите дека од нас ништо не бидува, верувајте ми, едноставно на тоа и ќе останеме и оваа држава не може да оди напред. Никаква влада не може да не поправи. Јас искрено верувам дека владата која што сега е тука, владата на ВМРО, ДПМН, на Знам и на Вреди, наистина има амбиции, наистина има големи желби, наистина има идеи и планови како да се поправат работите во државата, но владата е само еден инструмент. Сите ние сме државата. Ние сме владата, ако сакате. Ние владееме оваа држава. Иако на некого сме му го дале тоа право, нели, да одлучува во наше име. Меѓутоа, ние сме тие кои што едноставно одлучуваме за се. И овдека, ова секогаш треба да го имаме на ум, кога размислуваме за себе, за државата, за нацијата, за односот со тие околу нас. Бидејќи колку се почитуваш себе си, толку ќе те почитуваат и другите. Овдека морам да се напијам малку вода, за тоа што веќе долго време зборувам. Тема за која што многу сакам да зборувам е иселувањето од државата и враќањето во неа. Инспирација ми е разговорот кој што го имав во
ова студио пред недела две со почитуваната Ана Дуковска, која што после цели 18 години во Америка, во Нью Џерси, а потоа и во Вашингтон, се врати дома во Македонија, се врати за стално, за перманентно, затоа што верува дека дошло времето да се биде дома, од дома да се работи, од дома да се делува и да се успее. Нешто што, да признам, и мене ми звучеше и се уште ми звучи неверојатно. Се иселуваат луѓето од Македонија од секогаш. Веќе со векови. Иселувањето кај нас е традиција. Во некои региони да не зборувам. Новото време предизвика иселувањето да биде многу полесно, објективно. И сега го имаме тоа чувство дека се иселува буквално секој, дека ќе не снема ако продолжи тоа. Се разбира, нема да се случи такво нешто. Ќе се иселуваат едни, ќе се родат други. Да, знам дека и наталитетот е проблем. Знам дека се помалку деца се раѓаат, морталитетот е таков како што е, сите мораме еден ден да заминеме, се разбира, на другиот свет и се создава една, би рекол, дури и паника дека наскоро ќе не снема ако продолжи особено ова иселување со вакво темпо. Но да бидеме искрени, иселувањето денеска е полесно од било кога. Можете да дојдете каде сакате во Европа, па и по светот, се стигнува за 2 часа, а некако порано на коњ, не знам, и на магаре и пешки, па ви треба 1 месец да стигнете до Романија, сега за 2 часа сте во Лондон, за 7-8 часа сте во Вашингтон или во Њујорк. Професиите кои што се нудат денеска се исто така лесно достапни за нашите млади луѓе, бидејќи најчесто тие се иселуваат и лесно можат да се вклопат во системот во другите држави. Англискиот јазик стана нешто кое што е сосема нормално меѓу младите луѓе. Моите деца, еве ќе ви кажам, подобро зборуваат англиски од македонски, колку и да звучи чудно. Меѓутоа сите што имаат мали деца, веројатно ќе се согласат со мене. Толку е силен напливот на англискиот јазик, што едноставно прави децата дури меѓу себе да разговараат на англиски наместо на македонски. Но токму тој англиски јазик им овозможува во повеќето земји во Европа, па и пошироко, веднаш да се вклучат во системот, во државата, во работните процедури, затоа што на англиски сите се разбира. Тоа е уште еден, велам, податок, уште една причина зашто е толку лесно да се оди. Да не забораваме на фамозните бугарски пасоши, не се само бугарски, имаат луѓе и други пасоши, имаат и хрватски, и не знам, словенечки, ако тоа е поретко, некои имаат и грчки, но бугарските пасоши се разбира ја одиграа главната улога, затоа што со нив едноставно не само што можете да одите на запад, на фамозниот запад, туку веднаш можете и да работите како да сте во својата земја. И сето тоа направи огромен број на млади луѓе да заминат. Да, го слушам често пати во емисијата, често пати со гостите кои што се адекватни за таа тема разговараме, дека не само млади луѓе кои што имаат амбиции за повеќе, не само млади луѓе кои што едноставно сакаат да се пробаат во големиот свет, туку и возрастни луѓе кои што веќе имаат семејства заминуваат затоа што во Македонија им пречи системот. Или подобро да кажам, им пречи тоа што нема систем, тоа што не функционираат работите. И се согласувам, навистина, многу работи се проблем. Сите министри со кои што разговарам, ќе ви речат, па да, ние наследивме држава во која што системот е целосно руиниран. Панче Тошковски, министерот за внатрешни работи, во неколку прилики рече каде и да закопате сегде е трудо. И веројатно е така. Меѓутоа нема екскюз, нема извинување на државните органи е таа задача да ги поправат работите. Но повторно ќе се вратам на нас. Системот сме сите ние. Системот сме буквално сите ние. И ние одлучуваме каков ќе биде. Да ви дадам неколку примери. Државата може, не треба да обезбедува работни места, но може. Иако според мене не треба. Државата само треба да го регулира начинот на кој што тие работни места ќе функционираат, да биде фер и достапно за сите. Самите ние треба да ги најдеме тие работни места. Не треба да бидеме мрзливи. Не треба по секоја цена да молиме и да фаќаме врски за да влеземе во јавната администрација, која што сите знаеме дека е пренатрупана, сите знаеме дека е огромна и гломазна и не ја завршува својата работа, но македончен или да се биде на државно, да се зема некоја платичка, па ако од страна фатиме и уште нешто кое како нас многу сме среќни и задоволни. Не е така. Нов момент. Никој не може, ни една влада
барем јас така мислам, ниту локална самоуправа, ниту државна влада да не научи да бидеме чисти и хигиенични. Луѓе, ние фрламе ѓубре на улица. Ние фрламе смет на улици, ние фрламе отпушоци на улица. Кога ќе застанете околу еден контенер, вие во радиус од 10-15 метри околу него можете буквално да видите секакви гадости. Значи не во контенерот, туку надвор од него. Ние самите ги чкртаме нашите ѕидови, ние самите ги оштетуваме нашите лифтови, ние ги уништуваме детските игралишта. Кога ќе појдете во Германија и кога ќе прашате ова детско игралиште кое што совршено изгледа, кога сте го направиле, ќе вечат 50 години. И никогаш не било реновирано или само било изфарбано, затоа што никој не му паднало на памет да го искрши. Во Македонија тоа е реткост. Ние самите ги кршиме детските игралишта. Ние самите не почитуваме правила во сообраќај. Сите свириме, сите се нервираме, сите одиме некаде брзо. Никој не почитува семафори, сите поминуваме на жолто и ова е факт, не треба никој да се лути, тоа е така. И тука не е виновна државата, виновни се сите ние, сите што некаде се брзаме, што сме нервозни. И тоа не е разлика меѓу нас и не знам, развиените држави. Ќе ви кажам една приказна лична моја, која што самиот ја осведочив пред известно време, бев во соседна Бугарија, во Софија. Мислам дека се вика населбата Билјана, или не сум сигурен, во Софија, каде што живее поелитна, да речеме, групација на луѓе. Од тамо сакавме да излеземе, за да се вратиме на Скопје. Се создаде некаква огромна гужва, затоа што имаше поправки на патот. Кога зборам за гужва, за редови, зборувам за редови од неколку километри. И видите, никој, буквално никој во таа соседна Бугарија, која што често пати со право ја критикуваме, ниту свиреше, нити се обидуваше да се бутне меѓу редови, нити имаше хистерични испади, некој не излегуваше надвор да вика, да се дере, да се кара, никој не пцуеше мајка, шајка, држава, систем, влада и така натаму. Луѓето чека затоа што едноставно има проблем на патот и треба да се расчисти. Во Македонија тоа е крајот на светот. Ако имате повеќе од 20 автомобили на одредена зона, настанува хистерија и прашање на време кога некој со некого ќе се истепа или ќе направи некаков проблем. Се извинувам што критикувам толку многу, но навистина така е. Потенцирам дека ова е тоа што ние сме и кое што мораме да го измениме ако сакаме да одиме на подобро. Да се вратам на иселеништвото повторно. Луѓето си одат затоа што можат. Не се враќаат. Се враќа и Ана Дуковска, чув, слушнав и од неја и од други луѓе дека се враќаат и други луѓе. Поздрав за нив, welcome home, добро дојдовте. Се надевам нема да се разочарате, меѓутоа се уште тој број е мал, тој број се мери во десетици, ајде да речам, а не она што ни е потребно масовно враќање. Затоа што луѓето се плашат да се вратат дома, не се сигурни што ги чека. Не знаат дали ќе имаат сигурно работно место, не се сигурни дали системот ќе функционира, не се сигурни дали нивните пари, ако ги вложат во Македонија, ќе можат да си ги повратат и потоа да заработат. Не се сигурни дека ќе ги добијат оние бенефиции на кои што навикнале тамо некаде каде што живеат на ветениот запад. Каде што навикнале да биде чисто и уредно, да важат законите, луѓето да се почитуваат, луѓето да настапуваат едни кон други со насмевка, без нервоза, без лоша енергија. И тоа апсолутно го разбирам. И вестите што доаѓаат од Македонија веројатно ги преплашуваат нашите иселеници. Меѓутоа, тој environment, таа состојба која што ја очекуваат нашите од надвор, ние мораме да ја создадеме самите. За кога ќе се вратат од некаде, ќе речат, па добро, Македонија не е како Шведска, меѓутоа не е Занзибар, не е, ми извинат африканците, не е Сомалија, сепак личи на нешто. И во тој правец мораме да работиме апсолутно сите. Па ако се вратат нашите почитувани иселеници, навистина да се вратат за добро, да се изредуваат, а не да доаѓаат овдека само на недела, две, да се пофалат што заработиле и што имаат во големиот свет и потоа да се вратат назад тамо од каде што дошле и да речат пупу, од каде избегав. Добре. Уште една тема која што во овој аспект многу ме интересира и за која што сакам да разговарам со вас е потребата од
идоли, потребата од херои. Повторно е ова аспект кој што мене лично ме лути, затоа што ние успеавме на некој начин да направиме проблем од сите наши идоли. Малку во судирот со соседите, малку заради нас самите. Ние отвараме теми, се согласувам за кои што треба рационално да се размислува. Меѓутоа, националните херои, за кои што претходно постоел консензус дека се навистина тоа и околу кој е создаден мит дека се навистина над луѓе. И така и треба да биде, иако се разбира биле обични луѓе, почнавме да ги ставаме под знак на прашање. Историјата, односно историографијата има право на тоа. Научни трудови треба да се прават во кој што ќе се разгледува кој борец, деец, комита, војвода, водач на ВМРО, историското ВМРО, партизански, не знам, комесар, борец, херој, така натаму, во кој и каков момент што правил. Веројатно ќе се најдат многу грешки, веројатно ќе се најдат многу компликувани ситуации, некој од нив изјавил нешто што можеби не сакаме да го слушнеме, се изјаснил онака како што не би сакале да слушнеме. Меѓутоа, тоа треба да биде дел од историската наука, а не треба да биде дел од нашите внатрешни препукувања. Вие сега нормално можете да видите човек кој што ќе рече, Гоце Делчев, кој знае што правил, работел за богатите. Друг ќе ви каже, остего, тој не ни правил некаква организација, се мотал нааму натаму и нешто глумел дека се обидува да дигне восстание. Внимавајте, за Гоце Делчев зборуваме. За првиот, за најголемиот. Не разборуваме за останатите. Овој бил про-бугар, овој бил про-србин, овој соработувал со турците, овој таму 1900 и некоја изјавил не знам што, еве, гледате доказ дека тој врска немал, некој украл пари, некој ги злоупотребил средствата на организацијата. Можно е сето тоа. Меѓутоа, така не се прават идоли, така не се прават национални херои. Тие ни се потребни како меко лебче, буквално како лебот насушен, затоа што врз митот за националните херои се создава нацијата. И тоа воопшто не е за останата некоја работа, некој може да ме осуди дека зборувам помалку како од минатото, но не е така. Сите земји имаат национални херои. Вашингтон, Џорџ Вашингтон, зборувам, најважниот човек во Соединетите Американски држави, сигурно имал многу мани. Впрочем, ако не се лажам, тој имал и робови. Меѓутоа, во САД, никој нема да ви каже Џорџ Вашингтон 1790, не знам што направил. Не, тоа е човекот кој што ја основал, односно ја создал независноста на најголемата држава, односно најмогната држава во светот. Исто е со Франција. Наполеон тамо не можете да го кудите многу или Луи 14 или Луи 15, Филип или кој да се веќе тамо Бурбоните кои што ја направиле државата таква каква што е. Истото е во Германија, истото е во Британија, каде сакате. Хероите треба да останат херои, луѓето кои што се избориле за државата треба да останат токму тоа. И навистина нив треба да гледаме со поинакви очи. Колку и да е тоа понекогаш малку митолошки, малку или повеќе митолошки обоено. Исто така треба да им простуваме на актуелните херои, кои што можеби грешат во оваа или оваа насака. Ние имаме сега спортски величини кои што дале некаква изјава или не знам се појавиле во некаква реклама. Па сите, ајде, како може да рекламира, па нели му се доста парите, па ние сме го величали, а тој види го обичен човек. Да, и тој е обичен човек. Да ги гледаме неговите спортски вредности, бидејќи тамо се истегнал и тамо успел и тамо не направил горди сите нас. Во кој сакате дел од животот имаме способни луѓе, имаме големи луѓе кои што дале допримос. Јас можам да имам за Милчо Манчевски секакво мислење, меѓутоа неговите филмови, особено пред дошло, дале на оваа држава препознатливост во светот. И тоа треба да го цениме. Како е Милчо Манчевски како човек, нека разгледуваат тие што се во таа сфера со кои што имаат релации и односи. Сметам дека за нас е важно луѓето кои што направиле нешто и во историјата и сега да им го дадеме
признанието и почита кој што ги заслужуваат. Овие личности што сега ги спомнувам, верувајте ми, се само рандом, како што се вели популарно, извадени од главата, може да се однесува на било кој, на Перо Антич. Еден е Перо Антич како председател на Кошаркарската федерација, друг е Перо Антич како човекот кој што прв, како македонец, иако и за тоа нели му се спори, одигра 2 сезони во НБА лигата со најдобрите играчи во светот. И така натаму, и така натаму. Значи, сметам дека не се неопходни национални херои и потребни се идоли со кои што децата ќе можат да се гордеат, со кои што ќе можат да се да гледаат на нив како на луѓе кои што треба да се стремат, кои што ќе им даваат мотив и тие да успеат, да не веруваат дека не може овде да се успее, дека немаат шанси, дека се е подкупено. Еве да го земеме и тој пример, кога едно дете кај нас тренира фудбал или кошарка, веднаш слушате, има талент, но попусто му е, знаете како му е, тренерите ќе ги стават децата на своите пријатели или на некој бизнисмен кој што ќе им даде пари. И тоа е возможно. Не велам дека не е, меѓутоа, дајте му мотив на детето, нека игра. Може да се појави Новак Џоковиќ токму во Македонија. Кој вика дека не е возможно? Ние нашите тенисери имаме некои пристојни, однапред ги прогласуваме за губитници, не може. Тие 200-то место на ранглистите им е врв и нема тука што понатаму да се зборува. Не, треба да ги мотивираме сите, особено децата, бидејќи децата се оние кои што, нели, се надеваме ќе ја наследат државата од нас и потоа ќе продолжат да ја градат. Ако ја градат на вакви погрешни основи, како што јас сметам дека понекогаш ние ја градиме, ќе добиеме едно општество кое што ќе биде во многу голема мера хендикепирано самото од себе. Видете, ние немаме море, за жал, немаме нафта, немаме злато, немаме диаманти, не знам, газ природен немаме. Имаме изворена природа, имаме 300 денови и повеќе сонце. Сметам дека е тоа благодат како што ретко кој има на планетата, изворена клима, иако многу се жалиме и од неа, и сме доволно малку за да не биде убаво на сите. Само ако сакаме, само ако се вложиме сите во тој правец. Да преземеме личната одговорност, да бараме одговорноста од власта и да бараме одговорноста од сите други околу нас. Од нашите соседи, од нашите колеги на работа, од нашите сопрузи, деца, па и родители. Едноставно да преземеме одговорност за нас и за нашите животи. Власта има своји одговорности. Да, ние сме навикнати секоја власт однапред да ја осудиме дека е група на крадачи. На арамии, на луѓе на кои што не им е гајле за државата, гледаат само за својот джеб, гледаат само за својот бенефит и ништо друго не им е важно. Морам да признаам дека често пати имавме прилика во текот на овој плурален систем кој што го живееме да видиме такви индивидуалци, па и групи во власта кои што навистина и ги продаваа националните интереси, и го продаваа националното богатство и направија потези кои што не чинат сите многу. И веројатно ќе не чинат и во еднина. Впрочем, сметам дека, како што сметат и повеќето од вас, ако не се лажам, дека договорот со Грција и особено договорот со Бугарија долгорочно ќе не чинат и ќе требаат страшни напори за нешто да поправиме. Но тоа е само еден сегмент, еден дел од пропаста кој што ние направиле луѓето кои што биле во овој или во оној момент на власт. Убеден сум, бидејќи имам заради првата на работата која што ја работам, можност да се среќавам со луѓе кои што се на високи позиции и министри, понекогаш и премиерот на државата, понекогаш и не знам, државни секретари, амбасадори, дипломати и така натаму. И тоа се обични луѓе. Да се разбереме, тие не се разликуваат од другите. Исто така имаат свои слабости и свои мани. Она што ги разликува од другите е храброста, смелоста да го направат оној чекор, да се осмелат да водат, да преземат одговорност. Да речат да, јас можам, јас смеам, јас знам, јас умеам и јас ќе направам нешто. Кога тоа ќе го направи погрешен човек, а тоа нам ни се случувало повеќе пати за жал,
кој ќе го направи човек со сомнителен морален кредибилитет. Човек кој што нема знаење, човек кој што не сака да работи, е мрзлив, човек кој што има лукративни планови, може да ни се случи катастрофа. Како што впрочем, повторувам по не знам кој пат, и ни се случувало. Но кој ќе го преземе власта, човек кој што навистина има не само амбиција, туку и желба и волја, силна волја да победе, може да направи чуда. Затоа што тогаш дава мотив на сите да тргнеме по него, не во онаа смисла автократска во која што ние сите ќе го следиме водачот. Тоа време е поминато. Меѓутоа да ни даде волја, дека навистина од горе во хиерархијата на државата некој сака нешто да промени, некој сака нешто да постигне, да заличиме на вистинска, исправна, функционална правна држава, и тогаш мислам дека тој мотив, ако ни го дадат, веројатно можеме сите да повлечеме напред. Искрено се надевам дека оваа влада сега е кадра за такво нешто. Се разбира, можете да наоѓате мани колку сакате и ќе ги пронајдете, меѓутоа ајде да им дадеме шанса да видиме дали навистина ќе одат во тој правец. Според мене, како сака да сватите и гова, првичните чекори се ветувачки, но мораме многу внимателно да ги бираме нашите водачи. Тоа е факт. Оној ден на изборите е само еден ден, само едно заокружување на бројка или на име и презиме, се едно тамо на гласачкото ливче. Ние мораме да ги наблюдуваме овие луѓе 365 дена во годината, што прават, како се однесуваат во оваа или во онаа ситуација, кога настапуваат проблеми или кога работата оди подобро, дали се зрели, дали се храбри, дали се мудри и лукави, дали го имаат она широко чувство на припадност кон нацијата, на одговорност пред и се. Одговорност кон сите нас, затоа што сме им дале можност единствена најчесто да управуваат не само со нашите пари, со нашиот систем, туку да бидеме искрени и со нашите животи. Локалните избори кои што ќе дојдат наскоро во октомври месец ќе бидат исто така дел од ова што ви го зборувам, односно мораме да ги наблюдуваме сите овие луѓе. Што ќе се нудат за градоначалници и советници тамо во општините. Кој од нив што навистина не зборува, туку што прави? Да зборуваат, веќе знаат сите убаво. Мед и млеко тече од секоја уста која што повеќе или пократко се нашла на јавниот простор. Зборуваат, ветуваат, се фалат, најчесто брда и долени, од тоа излегува нешто многу помалку, но на нас е навистина да откриеме кој тоа што го ветил го прави, кој си го држи својот збор, кој што навистина стои на своето, кој што знае да се скара и во собствените партиски редови, за да држи исправна страна кога така мора, кој е бескомпромисен кога се во прашање мита и корупција, кога е во прашање неправда. И едноставно изборот да го направиме. Да, некој потсмешливо ќе речеме сите се исти. Не се сите исти, не можат сите да бидат исти, доаѓаат нови генерации. Иако сметам дека и претходно не биле сите исти, се разбира, меѓутоа особено сега доаѓаат нови генерации кои што поинаку пристапуваат на нештото и кои што ја чувствуваат онаа лична одговорност повеќе отколку претходно. И тоа оди веројатно со зрењето на државата, со зрењето на општеството, како што ние како граѓани зрееме и веќе подлабоко ги согледуваме работите, лесно фаќаме кој не лажи, кој не мами и кој не манипулира, така и овие луѓе кои што влегуваат во политиката чувствуваат дека веќе нема играње со граѓаните, дека одамна се пројдени 90-тите години и 2000-тите кога можеше така лесно да се помине со многу нешта. Впрочем, примерот со владата на Зоран Заев не беше така одамна, некој ќе рече тоа беше пред само кратко време. Да, поверувавме во одреден вид на манипулација и спин исто така со надеж дека нешто ќе се промени, многу ми не беа незадоволни од тоа претходно, па се надеваа на подобро, па излеговме измамени. Но мислам дека навистина е дојдено времето на сериозни луѓе, сериозни во онаа вистинска смисла на зборот, кои што нема да се шегуваат со сите нас и со нашите животи и наистина одговорно ќе вршат својата работа, дека нема да крадат во прв ред и дека нема да го ставаат својот интерес пред интересите на сите нас. Во тој аспект,
изборувал уште за една работа, само да видам од режијата, одлично, оди, зборувам како навиен веќе долго време, нашиот однос со соседите. Овдека нема да зборувам за политичката ситуација, сите ја знаеме, не треба да се повторуваме, знаеме што прави соседна Бугарија, знаеме што прави соседна Грција, знаеме што прави Албанија и Србија, знаеме што прават во Европа, но јас сакам да размислам од еден друг аспект. Повторно, од оној аспект кој што го асоцирам веќе неколку пати во оваа емисија, кој што веројатно многу ми значи. Имено ние дозволивме од времето на поранешна Југославија, кога бевме објективно подобри, побогати, поразвиени од нашите соседи, дозволивме тие да не надминат. Најпрвен грците, уште брзо, веројатно кога влегоа во Европската Унија, па потоа и бугарите, а се сеќавате на она, бугарите никогаш нема да ни се приближат, а просто неверојатно на вистината и Албанија не пристигна во овој момент, барем во евроинтеграцијата, не е само тоа, се развиваат луѓето објективно брзо, и Србија исто така, кој што имаше бројни проблеми во изминатите 20 на години, море 30 исто така отиде пред нас, затоа што сметам дека веројатно како држави и како нации не се оптеретуваа со тоа што мислат другите за нив. Туку седеа и работеа. Додека ние размислувавме, бугарите ќе ни направат вака, грците ќе ни направат вака, живеевме од друга страна со лажен мит дека секако сме подобри од нив, дека се подразбира дека сме поквалитетно општество од нив, поцивилизирано, побогато, поразвиено и така натаму, тие работеа. Некој почна од нула, како Албанија, буквално од нула, од времето на Евер Хоџа, во една страшна диктатура и заостанатост, до ова Албанија сега имате светлосни години. Нема да зборувам за други држави во светот кои што се развиваат со несватливо темпо, не знам за Кина или за Виетнам, за кој тамо со кој што нема што да воопшто да се споредуваме по ниедна основа, меѓутоа ние го откаскавме целиот тој период, малку со само сожалување, малку со самозалажување дека некој друг ќе ни помогне, дека некој ќе ни даде, Европската унија ќе ни даде пари, ќе не среди, ќе го оправи некако нашиот правен систем, ќе не држи на синџири, ќе ни кажува како треба. Дури некои наши политичари и квази интелектуалци, за кои што зборував на почетокот на емисијата, токму во тоа не убедува дека некој ќе дојде со камшик од некаде, од Вашингтон или од Брисел и ќе ни кажува како треба и ние тоа ќе го оствариме. Но нема да се случи. Еве, нема да се случи и не се случи. На никој не му е гајле, почитувани пријатели, за нас. Буквално не никој. Утре ако не снема како држава, никој тоа нема да го забележи. Ќе постоиме во некој анал, во некој историски читањки, кажуваат имаше тамо едни кои што имаа држава, ја упропастија, Боже мој, и поголеми и помокни од нив постоеле, пропаднале, па никому ништо. Но ние сме тие кои што ќе мораме да го сработиме. Ова ми е клучната реченица, клучната идеја на целава оваа емисија. Повторувам неколку пати, веројатно ќе ја повторам уште во пар наврати, затоа што тоа е тоа. Никој не се секира за нас, на никој не му е грижа. Мораме да бидеме самите силни, самите да изградиме моќна основа на која што ќе се држиме. Правна држава мораме сами да изградиме. Едноставно. Сами мораме да го создадеме тој правен систем во кој што правото ќе биде право, правдата ќе биде правда. Нема да има можност за манипулации, нема да има можност за подкуп, нема да можат едни исти да прават што сакаат со нас, да имаме малумни пресуди, да имаме крајно неправедни пресуди, обвинение кои што се на работ на хумореска, ослободување на луѓе за кои што сите знаеме дека се криминалци и така натаму. Мора за сите да важи еднакво. Ако не го направиме тоа, никаква Европска унија и никаква, не знам, Страсбург судот и никаква Женева, никој жив не може да ни помогне во тоа ако не ќе самите ние да го направиме. Тоа здравството наше мораме самите да го направиме. Да, можеме да позајмиме пари, по добри услови, можеме да се расправаме околу тоа дали ќе добиеме фондови од Европската унија или ќе се позајмиме од Британија, на пример. Но здравството мораме сами да го направиме. Тие болници мораме ние да ги направиме, да ги имаат сите стандарди во нив, целата потребна опрема и доктори кои што ќе бидат врв во својот занает.
Истото е со полицијата, истото е со армијата, или ќе имаш добра армија, или нема да имаш добра армија. Ама мала била, ама немаме ние што да имаме армија со кого ќе се бориме. Не, да имаме армија како што треба. Со сите салтанати. Полиција исто така, врвно опремена. Образование се разбира кој што е клучот на целата работа, клучот за целиот проблем. Мораме да имаме врвно образование. Нашите факултети во моментов, за жал, универзитети се некаде тама на шанграјската листа, толку длабоко што не можете да ги најдете. Мораме да го промениме тоа. Мораме да ги принудиме универзитетските професори, нивните асистенти и луѓето кои што сега се образуваат да сакаат да вложуваат во науката. Да бидат врвни мајстори на својот занајот и тоа тука да го постават пред нас како стандард. Мора да им се даде големи плати за тоа, се разбира. Тој што нема мотив, тешко може да работи. Иако нема мотив, иако нема можности, ќе оди, ќе работи за туги бели дворови, ќе биде врвен стручњак, врвен доктор, врвен хирург, врвен правник, врвен научник во Америка и современо ќе стане американски граѓанин и американски доктор, американски професор, американски научник, спортиста, што и да е. Така што повторно од нас зависи. Во светот се случуваат нагли промени и тоа понекогаш не збунува, понекогаш не плаши. Јас во оваа емисија многу сум зборувал за геополитичкиот земјотрес што се случува и тоа е така едноставно. Не можеме ние да го избереме моментот во кој што ќе живееме. Компликувано е, големите сили очигледно поотворено и се поотворено се борат меѓу себе, дали економски, дали воено преку други прокси сили. Да, постои опасност да се судрат буквално и воено меѓу себе. Гледате што се случува во Украина, гледате што се случува за жал во Палестина, во Газа, според мене срам за целото човештво, но тоа е друга тема. Гледате за економската војна на релација Кина-САД, гледате за договорот кој што го прави Европската унија со САД, па некои се посмева, гледајте се понижуваат пред американците и така натаму. Но едноставно се случува толку силен геополитички потрес како оној што денеска се случи на Камчатка во Русија со 8,8 степени, верувајте, ова е појак, посилен, затоа што буквално ја менува рамнотежата во светот и никој не знае каде ќе одат работите. Сите експерти со кои што зборувам и од Македонија и од странство се согласуваат дека всушност не знаеме кон што ќе оди сето ова. Меѓутоа, нашето прашање е, ако сме реални, ако сме себични, а мора да бидеме себични, е што ќе правиме ние самите со ваков свет, кој што се менува, во кој што работите не одат по сигурна, безбедна траекторија. Вие не можете да знаете Европската унија буквално дали ќе постои утре, на каков начин ќе постои. Не знаете дали ќе пукне војна во соседството. Вие не знаете економските параметри како ќе се движат, дали ќе настане глобална рецесија, дали ќе настане криза како што имавме во 2008-та или не знам назад во децениите претходно. Вие не знаете, буквално не знаеме сите каде оди светот. Оно што ни престанува како мала земја, меѓутоа земја која што ќе биде само уверена и кој што ќе реши по секоја цена да опстане во вакво разбранувано светско море, мораме да се ослониме пред се на своите сопствени сили. Затоа мора да создадеме моќна армија, моќно образование, моќна полиција, моќно здравство, моќен систем кој што ќе функционира. Да, мора да создадеме пари. Мораме да создадеме профит. Живееме во капиталистички свет. А некој не му се допаѓа тоа. Повеќе би сакале да биде некој социјализам и мене би било симпатично да е така, но не е. Ова е суров капитализам во кој што парите парите го вртат светот, парите ја вртат и Македонија и ние мораме да создадеме силна економија која што ќе може да се носи со времето во кое што живееме. Да имаме пари како држава, да имаме резерви, не знам, во злато, во девизи. И овој граѓанин овде да се чувствува сигурен во економска смисла, дека може да опстане што и да се случи. А не да купуваме, не знам, 3 кила брашно, 5 кила зејтин и тоалетна хартија секогаш кога има нека нервоза по светот и да мислиме дека со тоа ќе се заштитиме. Не, мораме да создадеме една крупна, перманентна, сигурно чувствена безбедност дека ние што и да биде ќе опстанеме. Дека не треба да се плашиме од никого ако сме обединети. Ако сме заедно и ако веруваме во себе. Само така ќе имаме држава, само така ќе имаме нација, само така ќе не почитуваат, бидејќи во светот се почитуваат силните.
Ова не е само флоскул, ова е факт. Се почитува силниот. Се почитува тој што смее, тој што се осмелува, тој што е храбар. При тоа не мислам да правиме глупости. Не мислам да правиме безсмислености. Ние никога нема да напаѓаме, нема со никога да влегуваме во конфликти, нема да правиме некакви циркузантски акробации со кои што ќе ни се смеат. Меѓутоа, ако го знаеме своето место под сонцето, ако знаеме што сакаме и кон што се стремиме, тогаш целиот свет е наше поле за натпревар. Да, ние сакаме да одиме кон Европската унија, да, ние сакаме да влеземе тамо, ќе видиме дали е возможно да влеземе тамо, бидејќи тие нас треба да не сакаат и треба да ги откочиме оние блокади што не ги прават нашите мили соседи. Меѓутоа, ако таа цела имаме навистина зацртано, мора да ја постигнеме. Едноставно мора. Во меѓувреме нема да плачеме и да кукаме над лошата судбина затоа што некаква Бугарија ни удрила блокада. Не, него да создадеме сите прерогативи за нашата држава да биде Европа и без да биде членка. Едноставно, да функционира секако што треба, па утре кога ќе не побараат самите во Европската унија, да речеме, па да, ние ќе размислиме дали сакаме. Ајде да направиме референдум, да гласаме за тоа прашање, можеби нема ни да ни се допадне. Па ако се шегувам овдека се разбира, меѓутоа тоа е суштината. Да, треба да тргуваме со целиот свет. Ако може Франција да тргува со Кина, ако може, не знам, САД да тргува со кој да е, ако може нашите соседи да соработуваат со сите, можеме и ние. Една Грција соработува со сите. И во Европската унија, и во НАТО со децении, па соработува со сите и со тие кои што во овој момент ги гледаме како ривали на, дури и непријатели на некои наши стратешки партнери, но бизнисот не познава нели граници. Соработка е неопходна на исправни принципи. Ако е фер. Ние даваме, вие купувате и обратно, едноставно зашто не се работува. Треба да градиме пријателства на вистина на секаде. Тоа е макотрпна работа, дипломатијата има ужасно тешка работа пред себе, но дипломатијата не може самата да го сработи. Тоа дипломатијата се сепак одреден број на луѓе кои што ги испраќаме во странство да вршат одредена работа, да не представуваат тамо, и со тоа имаме често пати проблем, се согласувам, па некои ќе испраќаме дипломати кои што не се на висина на задачата, некои дури не посрамуваат. Но, ајде да се надеваме дека и тоа ќе се смени, но сите ние мораме да бидеме дипломатија на оваа земја. И кога одиме во странство, не треба да ни биде срам да кажеме дека сме па тамо негде од Балканот, од поранешна Југославија, ако се сеќавате, соседите на Србија, не знам, на Грција. Не. Ние сме дипломатијата, ние сме лицето на нашата земја. И кога одиме на одмори, кога одиме туристички, кога одиме да работиме или на било кој начин, и кога се среќаваме со странци, ние треба да застанеме и да им кажеме: Господа, имате работа со сериозни луѓе спроти себе, кои што знаат што прават и не можете со нас да се однесувате како со никаквеци или како со пониска некаква класа. Тоа треба да го правиме според мене и на граничните премени, кои што некогаш знаат да бидат со нас навистина безобразни, некакви фрустрирани граничари или не знам кои. Тоа треба да се прави во сите настапи на културни друштва, на спортските терени, нашите фудбалери треба да излезат не знам, на натпревар против Франција и да се убедени дека ќе ја победат. Или Шпанија. Впрочем, Италија нели ја победив. И тоа тамо, во Италија. Го направивме тоа чудо. Зашто не го направиме и повторно и повторно? Сакам да кажам, и овдека ќе ја завршам веројатно емисијата, дека буквално се зависи само од нас, од нашите сили, од нашата волја, од нашата желба, од нашите способности, од нашата вера во себе. Овдека ја завршувам последната емисија од 2025 година, односно 2024-2025 година, 6-та сезона на Заспи ако можеш. Ви благодарам на сите за трпението со кое што ме гледавте, и мене и моите гости. Ви благодарам што не се лутите за грешките што понекогаш сум ги направил, ви се извинувам за нив. Па еве и на тие што се лутите, еве јас ви простувам што ми се лутите. Ви благодарам на сите мои колеги во Алфа телевизија, на вработените во режијата, кои што мораат да се носат со мене и со моите барања, ако мислам дека не се нешто особени, на снимателите, на миксерите, на тонците, и така натаму, сите кои што помогна оваа емисија да се одржува. Најголема благодарност до вас, почитувани пријатели, што ме следите еве веќе 5,5 години. Да сме живи и здрави, одморете сите, ќе одморам и јас малку
од септември, ако даде Господ, ако сите коцки се сложат како што треба, ќе се видиме во 7-та сезона на Заспи ако можеш. До тогаш, пријатно.